TikTokот е се уште можност за забрана која стои на располагање на надлежните институции. Младите од Штип истакнуваат дека TikTokот не треба да се забранува за користење, бидејќи истиот пружи голема можност за едукација и информација кога се користи за едукативни содржини. Едногласни дека тоа е штетен само кога се користи за други цели. Нека си постојан, нека си. Се има што се види. Зависи што гледате, ако гледате за такви работи, може да ви користи, а може да не ви користи. Мислам дека сите тие работи што се случуваат не ради TikTokот, туку само дека децата не се воспитани. Да, ако гледаш нешто корисно, може да најдеш многу информација, ама зависи. Важно е што гледаш. Друг дел вела дека треба да се забрани, бидејќи тоа е штетен за немалите, кои постојано се на своите телефони. Да се забрани. Да. Треба ли? Да, треба. И тоа хитно ако треба. Кој сака ќе гледа, кој не ќе да гледа, тоа е џаби ќе забранеме било дека. Тоа е се напред наши. Нема се забране тоа, тешко е. Треба луѓе да гледат, ама не се они дома на работа, са кој ќе гледат. Во согласно со ситуацијата, веќе изработено е упатство што било споделено со педагошката служба од Министерството за образование и наука. Ово упатство ќе биде насочено кон сите наставници во сите училишта, основни и средни, да поразговараат со децата и учениците за предизвикот што се случува со социјалните медиуми.